коинцидира и со моите изјави. Јас говорам за принципиелност, како што и впрочем колегата Стеван Анџија говореше за принципиелни ставови кога сме во опозиција и кога сме на власт. Треба да имаме принципиелни ставови за големите прашања или да не ги ветуваме. Да не ги ветувам. Ние не ветивме дека Скопје ќе го исчистиме кога ќе дојдеме на власт. Вие, говорам вашата, нели, оваа влада. Сега за Свети Никола. Уште има проблем. Знаете зошто? Ви го кажав. За време на кампањата главен адут, еден од главните адути на сегашниот градоначалник и неговите советничиња беше токму ова. Јас ќе ви покажам и карикатури направени на база на ова што вие го говоревте. Може би некој од Социјалдемократскиот сојуз требало да го доедуцира пред да почне кампањата овој градоначалникот. Ама Заев застана зад него на митингот и рече да, со раката, така како што прави. И знаете, тука кога точно вие сте во право, кога едни говорат вака, кога други говорат сосема поинаку и спротивно, ги збунуваме граѓаните. Зошто? За политички поени. Токму тоа се случи во Свети Никола. Токму тоа се случи. За патот, ја слушам Лиле дека може се согласиле. Не сум сигурна, Лиле, не сум сигурна, зашто се уште постојат одредени иницијативи и за референдуми, и не знам до каде е постапката, но што сакам да кажам? Кога претендираш да бидеш пратеник, градоначалник, она што знаеш дека ќе го наследиш и е во напредна фаза, немој да го кудиш. Тие токму тоа го направија. Како да ви кажам, еден од најглавните адути им беше. Ѓубре, вака, така, таму кај што се планира да се гради, навистина е чиста средина и јас навистина ги оправдувам граѓаните затоа што не знаат дали тоа е така. Живееме во свет на лаги и измами. Така ли е? Така е. Знаевме ли дека во Охис толку години има таков канцероген отпад? Не сме знаеле, може би некој знаел, ама ние не сме знаеле. Така да сега граѓаните со право реагираат. Вие вака ни ветивте, а сега правите вака. Говорам за принципиелност, колешки. Не само за ова прашање. И за многу други прашања. Наследени автопати, како што велеше колегата, не знам, паркообрани и така натаму, ние ќе го направиме загадувањето, само да дојдеме на власт, ние се ќе направиме, на прав пат сме. Што излезе од сето тоа? Ништо, една голема шарена лага. Ништо повеќе од тоа. Мораме да направиме рекапитулар на ветеното и оствареното. Еве, правиме. 0. Ветено 0. Сега ова е, не знам, проблем кој што ќе видиме како ќе се развива понатаму. Благодарам. Втора реплика Маја Мурачи.